Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Обновениот ум е дисциплиниран ум, а дисциплинираниот ум е обновен ум. Ако Божиот збор ни е на прво место, при првата прилика кога некоја ситуација не е позитивна, се запрашуваме што говори Божиот збор. Што ми налага Божиот збор да сторам во врска со оваа ситуација? Во колку ситуации Исус Христос беше прашуван за тоа што треба луѓето да сторат за одредена ситуација. Еве, на пример, богатиот човек, прашувајќи, учител е добар, што да направам за да наследам живот вечен? Исус му одговори: ги знаеш заповедите. Не прељубодействувај, не убивај, не кради, не светочи лажно. Почитувај ги татка си и мајка си. А тој рече: сето тоа сум го запазил од младоста своја. Штом го чу тоа, Исус му рече: уште едно не ти достига. Продај се што имаш и раздај го на сиромаси, и ќе имаш сокривиште на небото. А потоа, дојди и врви по мене. Или, кога книжниците и фарисеите доведоа при него една жена, фатена во прељубодејство, па како ја изведоа насреде му рекоа: учителе, оваа жена сега е фатена во прељубодејство. А Мојсей во законот ни заповеда такви со камења да ги убиваме. Ти пак, што велиш? Исус се исправи им рече: кој од вас е без грев, нека прв фрли камен на неа. Или, во ситуацијата кога учениците на Исус не можеа да го избават момчето од демонот што го мачеше, учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа: зошто не можеме ние да го истераме? А Исус им рече: заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа планина: премести се одовде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. На ист начин го обновуваме и умот. Го тренираме да мисли како што небесниот татко мисли. Ако мислиме спротивно од она што Бог го мисли, наша задача е да го промениме тоа. Што е најтешкото кога ќе искрсне некоја непосакувана ситуација? Прашањето: што да правам сега? Што е она што треба прво да го сторам? Во тоа се состои обновениот ум. Да го знаеме одговорот и да знаеме што треба да правиме. Драги слушатели, започнува ново продолжение од серијалот Патот до обновен ум.
Обновувањето на умот не застанува во одредена точка. Тоа трае постојано. Умот, исполнет со страв, грижи, измачување, каква било негативност, не е од небесниот татко. Ако ја прифатиме негативноста како нормала, тогаш тоа е погрешно размислување. На тој начин му даваме уште поголем простор на ѓаволот да се игра со нашиот ум, со нашите мисли. Привилегија, но и одговорност е да водиме грижа за нашето тело и за нашиот ум. Обновата на умот е една од најсилните оружја за одбрана од ѓаволот. Погрешните мисли доаѓаат од ѓаволот, а небесниот татко ни вели: зашто само јас ги знам за мислите што сум ги смислил за вас. Замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Што да правиме кога ни надоаѓаат вознемирувачки мисли? Прво, препознаваме од каде доаѓаат, дека не се наши, дека не се од небесниот татко. Не се обидуваме да ги разоткриеме и објасниме, туку им се обраќаме и ги откажуваме. Божиот збор гласи: спротивстави се на ѓаволот и тој ќе побегне. Она што сака да го направи ѓаволот е да мисли за нас, без ние да сме свесни дека тоа го прави. Да ни ја проектира и имплементира неговата агенда, која очигледно не е добра. Дали станува збор за нашиот просперитет, финансиски, здравствен, емоционален, социјален и така натаму. И да, за жал, ова се случува. Зошто? Затоа што, како прво, не знаеме дека позади тие мисли стои тој. Како второ, не преземаме ништо во врска со тоа. И како трето, ја прифаќаме таа реалност како вистина за нас. Се поставува прашањето дали правилно расудуваме. Тука настапува обновувањето на умот, да расудиме која мисла од кого доаѓа и што да направиме. Обновениот ум се согласува со небесниот татко, а необновениот ум се спротивставува, се расправа со него. Например, ако небесниот татко ни каже да направиме нешто, а ние речеме не, јас не го можам тоа. Тоа е необновен ум. Ако тој говори дека ќе ги обезбеди сите мои потреби според неговото богатство и слава, како што пишува во посланието Филипјаните 4 глава, значи тоа е вистина. Но, доаѓа мисла од ѓаволот која гласи: ти ќе изгубиш куќата, ќе немаш доволно пари. Необновениот ум вели: знам дека Божиот збор вели дека небесниот татко ќе ги задоволи сите мои потреби, но јас ги немам парите. Обновениот ум се согласува со Бога без оглед на околностите. Необновениот ум партнерува со околностите, со она што е видливо. Необновениот ум се расправа со Божиот збор затоа што верува во околностите. Не можеме да му веруваме на небесниот татко со нашиот ум. Имаме доверба во него преку срцето. Божјата вера е во нашиот дух, но умот треба да се донесе во позиција да се согласи со духот, со верата. Како што го обновуваме умот, тој ќе се усогласи со верата што е во нашиот дух, а необновениот ум ќе се расправа со верата што е во духот. Например, обновениот ум ќе рече: небесниот татко ќе ми обезбеди куќа, а необновениот ум ќе рече: но ти немаш доволно пари, не заработуваш толку пари, од каде ќе најдеш пари за аванс? И секогаш ќе ги истакне причините зошто не би успеало, зошто не би ја добиле посакуваната куќа. Што значи? Обновениот ум се согласува, се синхронизира со Божиот ум. Необновениот ум ја попречува верата да ги привлече и да ги добие благословите од небесниот татко.
Целта е нашиот ум и нашето срце да се усогласат со Божиот збор. Доколку не го обновуваме умот, ние сме во робство на необновениот ум. А необновениот ум е полн со лагите на ѓаволот. Тој не оддалечува од Божите благослови, а обновениот ум не упатува кон нив, од каде што извираат без прекин. Во Јов 22 глава пишува: Зближи се со Бога и ќе бидеш спокоен. Преку тоа ќе ти дојде доброто. Прими го од устата Негова законот и стави ги зборовите Негови во срцето свое. Кога се зближуваме со Бога, ние се согласуваме со Него. А се согласуваме со Него бидејќи знаеме дека е во право. Во послание до Римјаните 3 глава стои: Да признаеме дека Бог е верен, а секој човек лажливец, како што е напишано, за да се оправдаш во зборовите своји и да победиш кога си на суд. Како покажуваме дека се согласуваме со Него, со Неговата волја? Преку послушност и спроведување на истата, како што пишува во послание на апостол Јаков. Бидете извршители на Словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа своето собствено лице во гледало. Ќе се погледне, па ќе си замине и веднаш заборава каков бил. Согласувањето со Божиот збор не е никаков проблем кога нашиот ум е обновен. Кога мислиме како што мисли небесниот татко, кога се согласуваме со Неговиот збор, ги привлекуваме убавите и добрите нешта. На ова го надоврзуваме и стихот: Барајте го првин царството небесно и Неговата правда, и сето тоа ќе ви се придаде. Ке запрашаме: како тоа само така нештата доаѓаат? Тоа се случува затоа што го обновуваме умот преку Божиот збор, делуваме според Него и сме во мир и спокој. Многу често се бориме со убедувањето дека зборот не е вистинит, не е остварлив, се спротивставуваме, се бунтуваме, му докажуваме на Бога дека ние знаеме повеќе и подобро, а Неговиот збор е јасен. Приближете се кон Бога и Тој ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете и очистете ги срцата, луѓе со разделена душа. Необновениот ум се спротивставува на Божите планови, Божијата волја. Во посланието Филипјаните пишува: Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако беше во обличие Божјо, сепак не држеше многу до тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, откако зеде обличие на слуга и се изедначи со луѓето. И по вид се покажа како човек. Која е целта на трансформацијата? Да го имаме истиот ум што го има Христос. Во послание до Ефесјаните 4 глава се надополнува: Додека сите не стигнеме до единство во верата и познавање на Синот Божји, до состојба на совршен маж, до мера на полната возраст на Христовото совршенство. Та да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветер на лажните учења, по лукавството на луѓето, по итрото искуство на измамата. Туку со вистинска љубов во се, да растеме во оној кој е глава Христос, од кого целото тело составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејството на секој дел, според силите Негови нараснува за да се изградува по љубов. Драги мои, обновувањето на умот е всушност осознавање на нашето совршено јас.
на Господ Исус Христос, Одецот на славата. Ми дава дух на мудрост и откровение, за да го познаам, и ги просветува очите на срцето мое, за да увидам во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во мене, која верувам преку дејството на Неговата огромна сила. Многу се радувам во Господ, душата моја се развесели во мојот Бог, зашто Тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда, ми стави венец и со накид ме украси. Му благодарам на Бог кој секогаш ми дава победа во Исус Христос и преку мене го шири мирисот на секаде, по кој го познавам самиот Него. Се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Јас сум силна тврдина. Верата моја се утврдува во силата Божја, а не во човечка мудрост. Што око не виде, уво не чу, ниту на човек на ум му падна, тоа Бог го приготвил за мене. Тоа ми го открива Бог преку Светиот Дух. Јас имам ум Христов. Мојот дух е Господово светло, кој испитува се. Господ прави се што е добро за мене, Неговата милост е вечна. Го барам Господ и поради тоа не сум лишена од секакви добра. Ти, Господи, ме избавуваш од сите маки и потешкоти. Ме вразумуваш, ми го покажуваш патот по кој да одам. Бдеат очите Твои над мене. Јас сум духовен успех. Отецот на Господ Исус Христос ми дава по богатството на Неговата слава сила да се утврдам преку Неговиот дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцето мое. И утврдена во љубовта разбирам што е ширина и должина, што е длабочина и височина. И ја осознавам Христовата љубов што го надминува секое знаење и се исполнувам со сета полнота Божја. Оној, кој според силата што действува во мене извршува изобилно се што барам или помислувам. Јас постапувам токму онака како што ми заповеда Господ. Работите ги вршам од се срце и работата напредува успешно во рацете мои и се довршува со голем сјај и со голема грижливост. Ти, Господи, ме учиш да исполнувам волјата Твоја, зашто Ти си мојот Бог. Твојот благ дух ме води по прав пат. Ти го давам срцето мое и очите мои ги гледаат патиштата Твои. Го правам она што е добро пред очите Твои. Јас имам мудрост и бистрина на мојот ум. Силна сум во знаење и опитна во сите работи и подвизи. Божествената сила на Христос ми подарува се што ми е потребно за да живеам побожен живот. Тој ме повика да ги примам Неговата слава и добрина. Бог ми даде скапоцени ветувања преку кои добивам божествена природа и со неа се спротивставувам на грешните страсти и погубното влијание на овој свет. Зашто Бог е оној кој во мене прави да сакам и да действувам според Неговата добра волја. Старото помина, сега се е ново. Јас во се победувам преку оној кој ме возлюби. Оти сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни демоните, ни силите, ни сегашнината, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак нешто друго може да ме оддели од љубовта Божија во Исус Христос, мојот Господ. Послушна сум, затоа што го сакам Господ Бог. Господ е дух, а каде што е духот Господов, таму има слобода. И јас со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразувам во ист образ, од слава во слава, како што доаѓа духот Господов. Јас сум светлината на светот, за луѓето да ги видат моите добри дела и да го прослават мојот Татко Небесен. Имам небесна помош, која ми помага.
Се избавив од моите непријатели. Моите непријатели се понижени. Уште взори, срцето свое кон Господ го издигнувам, се молам пред Севишниот. Ја отворам устата своја на молитва и молам милост за своите гревови. Господ ме исполнува со дух на разум, добро го управувам умот свој волјата и размислувам за тајните на Господ. Ја изложувам мудроста на своето учење, се фалам со законот на Божиот завет. Ги отвораш очите мои, Господи, и ги разбирам чудесата од Твојот закон. Ги управувам очите мои на патот Твој, и Ти го прошируваш моето разбирање, и ме оживуваш според Твојата праведност. Не се колебам да ги запазам Твоите заповеди. Со Твојата заповед ме направи помудра од непријателите мои, зашто таа е секогаш со мене. Сега Господ Бог ми дава мир на секаде наоколу. Немам непријатели ни лоши пречки. Ништо тоа што се случи во околу мене не ме допира. Јас ќе ја завршам трката со радост. Моите очи се блажени бидејќи гледаат и моите уши се блажени бидејќи слушаат. Мене ми е дадено да ги знам тајните на Царството Небесно, бидејќи ми се дава и ми се преумножува. Ти, Господи, рече дека човекот нема да живее само од леп, туку од секој изговорен збор од устата Твоја. Твојот збор излегува и веднаш се појавува на дело. Голем е мирот кај мене, бидејќи го сакам Твојот закон и за мене нема соблазна. Не се плашам, зашто Ти си со мене. Посрамени, понижени ќе останат сите што се против мене. Јас нема да ослабнам, ниту ќе изнемоштам, бидејќи Ти, Господи, ме поддржуваш и го положуваш духот свој врз мене. Исус Христос ми дава вечен живот и јас никогаш нема да загинам. Никој не може да ме грабне од неговата рака. Небесниот татко е посилен од сите. Никој не може да ме грабне од раката на мојот небесен татко. Исус Христос и небесниот татко се едно. Јас сум многу цврста и храбра и грижливо пазам да го извршам сето она што ми го заповеда Господ Бог. Не се отстранувам од сето тоа ни надесно, ни налево, туку постапувам разумно со се што преземам. Не се одделува од устата моја книгата на законот Божји, туку се поучувам од неа дење и ноќе, за да разберам како ќе го извршувам сето она што е напишано во неа. Зашто така и тогаш имам успех во моите патишта и умно постапувам. Бог е оној кој ме препашува со сила и ми го расчистува патот. Јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божија која го спасува секој што верува. Бидејќи во него се открива правдата Божија од верата и во верата. Напредувам во благодатта и во познанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Секогаш му благодарам на мојот Бог поради Божијата благодат што ми е дадена во Исус Христос, преку кого станав богата во секое слово и во секое знаење, зашто се утврдува во мене Христовото сведоштво, така што не сум лишена од ниеден дар, јас што го очекувам откровението на мојот Господ Исус Христос. Тој ме утврдува и до самиот крај за да бидам безпрекорна во денот на мојот Господ Исус Христос. Верен е Бог, кој ме повика во заедништво со Неговиот Син Исус Христос, мојот Господ. За мене Христос е Божја сила и Божја мудрост. Се откажувам од она што гние, смртните помисли ги отстранувам од себе си, ги отфрлам човечките тешкоти, ги симнувам од себе слабостите на природата и ги оставам настрана тешките за мене помисли. Ти, Господи, го запалуваш во моето срце светилото на разумот, кое нема да изгасне, се додека не се изврши она што ќе почнам да го правам. Во срцето ми блика разум, а во моите гради расте мудроста, зашто духот мој е подкрепуван од мојот ум.
Не се плашам дека против мене ќе кројат замисли и не ме вознемирува неверието на оние што говорат против мене. Јас сум осветена преку вистината, јас сум едно со небесниот Татко, Исус Христос и Светиот Дух. Божијата слава ми ја даде Исус Христос. Небесниот Татко ме возлюби како што го возлюби Исус Христос. Ти, Господи, ми подари разумно срце за да му служам на Твојот народ и да размислувам што е добро и што зло. Ми подари разум за да умеам да судам. Ти ме чуваш во совршен мир. Мојот ум е фиксиран на Тебе, бидејќи јас Ти верувам. Ти вложи мудрост во срцето мое и ми даде смисла на разумот мој. Јас точно знам што да правам, што да речам, што да мислам во кој било момент, бидејќи Светиот Дух ми зборува мене и преку мене, за слава на небесниот Татко. Јас се надевам на Господ, силата ми се обновува, ми растат крилја како на орлите, трчам и не се уморувам, одам и не се уморувам. Ти, Господи, ги врежа законите своји во мислите мои и во срцето мое ги запиша. Законот на вистината е на устата моја и неправда не се наоѓа на јазикот мој. Во мир и правда одам со Тебе, Господи, и многумина отстранувам од гнев. Мојот обновен ум е фиксиран и подмитен на Божјите правични принципи. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер